на оној педеризам и сатанизам во Париз, вие се фативте зошто македонците со знамињата мафтале на погрешната страна кај што немало камери, немало никој. Абе како можете? Па нели ви е тоа уште еден доказ дека сме посебен народ? Башка ние имаме крилатици народни дека сме токму тоа што го покажавме на Олимпијадата, нашата делегација што го покажа дека тоа ни е во генот, она кој ќе кажат сите анте тој, анте курела. Го имаме тој наш вроден пркос, инат, да не правиш така како што ќе ти кажат. Еве ви доказ дека не сме бугари, дека не сме конформисти. Што не мафтаа бугарите на таа страна. Сите на кај камерите, не, ние обратно. Башка имаме уште една крилатица. Овој нашиот мудар народ има, вика крилатицата: ти кажувам, ќерко, сети се снао. Што сакам да кажам? Нашите кога мафта со грб свртени кон ове публикава камериве, која мафта со знамињата. Фактички тоа го направи од пркос. Зашо подсвесно и Фројд е тука умешан. Подсвесно не можеа да го гледаат тоа сатанистичко педерско шоу на кого му залепиле бренд отварање на Олимписки игри. Нема никаква врска со Олимписки игри. Тоа е тој македонски пркос, особеност, не конформизам. Не ќе ни да гледаат ова сатанистиве и педеристиве што правеле. Така треба да ги гледате работите. Поголем доказ за посебноста на македонците не постои од она вчера што го видовте. Башка пркосот. Му кажа, со тоа му покажа на светот, тоест на организаторот на Олимписки игри, маичната квота не ве ставаме. Само не знам зашо овој што го веслаше овој нашиот чамец, кај што беа нашиве, не сврте од тука, од сена лево, па како му даја лево од цена, па директу Серава, па Вардари тука да си дојде директно. Уопште да не учествуват. Не знам зашто учествуваме уопште на таа Олимпијада. Искрено. Тоа веќе нема, и вчера го зборува во видеото, тоа веќе нема никаква врска со олимпизмот. Погледнете. Еклатантна, најочигледна бласфемија, богохулие, сатанизам и промоција на педеризмот. Погледнете го, овој како се вика Томас, му заборив презиме, што е како да кажам, дизајнерот, еден од главните дизајнери на тоа шоу, или главните идејни творци на тоа шоу. Погледнете го. Дечката теткица од авион се гледа, па се прашувате зашто има бласфемија, зашто има богохулие, зашто беа оние транџи бе на Олимпијадана. Кој ви е курац бе? Ало, французи! Дали сте свесни кај го туркате светот со овие ваши идеологии? Масонско-сатанистички, златни телиња и транџи, манџи и исмевање со библиски мотиви у самата манифестација. 100 пати сум рекол, јас не сум верник во смисла на значи не кажувам молитви, не
не правам слави и такви работи. Моите да, се почитувало ке мене секој што, но јас, но тоа не значи дека ја не си ја познавам Библијата, не ја познавам религијата моја и не само моја. Куранот сум би читал неднаш делови од Куранот е позадие негде на книгите. Ми го даде еден албанец, ми го поклони, преведе на македонски пред години. Значи не може такво исмевање. На што личи она? У Евровизија, ова Евровизија ли бе? Кажете, тогаш организираме Евровизија, викнете ги пасите овие транчи, оној од Швајцарија, оној, усукничињата и нека земат, нека отпеат по една песна и чао, пријатно. Каде е славењето на олимпизмот, на силата, на моќта, на спортскиот дух, на пријателството, на солидарноста? Транџи собрани на маса, измешани со деца, со меца, онаа наместено тоа позади тркалото, позадина панорамата на Парис, да и биде како ореолот на Исус на тајната вечера. Го видовте ли тоа, бе? Тоа е исмевање, бе. И легнале оние педерана на маса пуна со јадење со ова. Тајна вечера пуна јадење. Какво исмевање? Изобилие, пренатрпаност, она што ви го кажувам, турбо фолк, све што можеле да става, све живо. Идејата за инклузивност, испервертирана на опачки, као сатанистите што име знак крстот на опачки кој ќе го превртат на христијанството како символ на најголемото страдање, на мачеништвото. Тоа е крстот, символиката у христијанството. Тајната вечера. Каде е тамо? Зошто бе французиве, да ги прашам на крајот на криштата, зошто не го исмеваат Мухамед и исламот, а? Зашто и кај нас ЛГБТ кога исмеваат религии го исмеваат само христијанството. Никогаш исламот не го пипнале. Знаете зашто? Затоа што со Мухамед, пророкот, и со исламот, муслиманите не дозволуваат исмевања. На французите им се случи Шарли Ебдо. Претходно ради исмевање на пророкот Мухамед во Холандија беше избоден со нож еден холандски режисер филмски пред години и не знам уште што се случи. Ајде бе, педерчичи, бидете фраерите организатор, направи што не имаше мотиви и смевање на Мухамед и на исламот, да те видам ако си фраер. Страшна работа. До кај ќе не доведе тоа као цивилизација, ова парада на сатанизам и на педеризам што ни се случува. Во секое можно глобално поголемо шоу, манифестација или шо и да е. И вие уште чудете се, или сомневајте се дека тоа не е агенда, дека тоа не е добро смислено, дека тоа не е добро платено, дека тоа не се прави со огромна социјално-психолошка цел, манипулативна до крајни граници, индоктринирачка, пропагандна. Што мајка бара деца на измешани да денсаат со транџине тamo. И други разни болесници. Што мајка тие бараат на манифестацијата, на отварањето на Олимписките игри. Што ќе ги ставате и нив као
олимписка дисциплина, кој попореметен ке изгледа, па ко манекенки не ке шетаат на catwalk, ке има жири и ке ги оценуе. Кој попореметен е од нив? Кој поише полови, кој со поише полови се идентификуе у глава? Кој има поише кираџи у глава? Тоа е следната олимписка дисциплина. И шо треба ние сега да кажеме браво, да паднеме у несвес? И не почнало у Париз, немојте да заборавите. Лондон олимпиадата. Тоа беше лепеза отварањето од масонски сатанистички ритуали и символи. Лепеза, самиот град Лондон има многу градби што се од символиката на масонистите. Масони ги имаат правено, по тоа ќе видите у Скопје имате такви градби одбележани со одредени масонски символи. Па дури и масонеријата кај што се наоѓа, нели, наша, македонска. Но добра, ајде, тоа е више малце и друга тема, масонерија вамо тамо. Треба да се гледа ова повидливава у моментов, поголемава слика. И на цел свет му се згади од отварањето на Олимписките игри у Париз и тоа си донесе со себе негативна енергија огромна, револт кај луѓето, не дека нема да гледаат Олимпијада, ма верувајте, нема више тука леп, нема, што викаат србите, она драшта се изгуби. Порано Олимпијадите, отварањето беа славење на силата, на спортскиот дух, на моќта, па ќе видиш тука сите овие слетови се правеа. Добре, се ова слетови може надмината работа денес, но можело, знаеш, некоја, мислам, дајте бе луѓе, танчери ми го зелеат по цел Париз, по тоа по скали, помали, еден нема што не е Булјашевиќ ми од нив. Оние доаѓаат натре златно, но теле го паркирале тамо. Бик нарече. Тоа символот е тоа златното теле. Толку некој мислите глупе, не му текнало, чекај бе, ова е малце забегана, ова е забеган символ, може погрешно да се свати. Не, турен е тамо. Па влага онаа со тој конјон, па ние со знаменциња. Исто ко пореметени сите доле што ги собрале. Евровизија. Евровизија. Јепи се. Така, имаше еден у Копли, кој бев во аеродром. Војно лице, србин некој. Беше татко на наша позната на времето пејачка, одлична пејачка, и она живееше тамо и постари дека од мене и се собира навечер гитари, ова пееше. Арнам овој војно лице, татко и некој застани, тешка будала од негде, од Србија. И ова мора у 9 да биде дома, летот че надвор тогаш најубаво, она у 9 мора дома да биде. Иначе ќе јаде ќутек, нема тамо кај овие. И овие доле постариве, јас тамо бев и овие незиневе другари. Ма ја не ми кажале. Абе вика иди кај Тања горе, викни ја да се симна гитари тука да пееме, да се заебаваме. А не ми кажале, не знаев татко и каква будала бе. И ја идам горе на 9 спрат, мислам беа, и цвонам на врата и ми искача Миле, она пижама на риги, кој војни на лице и косата умрежа онака стаена, ми искача и вака ме гледа. И ја му викам, Чишко Миле, овие доле ако може рекоа Тања да се симне ке свират. Вака ме гледа.
Јеби се. Ама не, Чичко Миле, види се, а овие боки доле ми кажа Тања ке... Јеби се. Ама глеј се, ја што да им кажам, ќе се симне ова или... Јеби се! Ја како му кажам, ама чекај што да им кажам, он иде према мене и ми вика, јеби се со градачија, јеби се, ја поскали, вика, мој ке ме упуца. Сега ми текна, апропо Олимпијадава, дека така треба некој да им се појави ко Чичко Миле у таква пижама на риги, на тие транчите, со тоа мрежа косата фатена пред спиење и да почне, и на сите не вика, јеби се, јеби се. Ко мене што ми викаше тоа што од памет кога се. Ете тоа, дечки. Затоа, без гајле, нашите символички, подсвесно фројдовски кажано, патриотски, покажа револт, покажа пркос, што мафтаа негдека на некоја страна кај што нема камери, кај што нема никој. Зато што сме ние као народ контра све. Лимунта биетли, викаше татко. И после бугарите ќе не убеделе да смениме, да си продадеме народ. Не. Тоа само можат да сањаат дека ќе биде така. И дека ќе прифатиме Гоце Делчев дека бил бугарин и не знам што. Не бе. Не. Вие јајте си лајна, ставајте вета, а ние на сите ваши потези ќе се вртиме, ќе се свртиме на другата страна и ќе си мафтаме. Јеби се!